Насител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Трет починат од западнонилска треска, а 6 мина се во критична состојба. Починатиот е на возраст од 61 година и имал бројни коморбидитети. Извештајот за квалитетот и безбедноста на водата треба да го објават гостиварската локална самоуправа и локалното предпријатие Комуналец, вели министерот за здравство по повиците од опозицијата, но и премиерот Мицкоски. Нов драстичен скок на цените на горивата. Од полноќ цената на дизелот се зголемува за 6,5 денари, а на бензините за 4,5 денари за литар. Сточарите бараат итна реакција за сузбивање на штетите од овчата сипаница. АХВ смирува, набавени 500.000 дози вакцина, кои ќе пристигнат деновиве. Објектот Пулс не исполнувал ниту еден услов за издавање дозвола за работа ниту за дискотека, ниту за кабаре, покажа градежното вештачење на денешното рочиште. Од сителовите репортери на теренот, Габриела Лескова за состојбата со пожарите во земјава. Вестите ги отвораме со актуелните пожари низ земјава, чиј вчерашен број беше 25. Каква е состојбата денеска, со колку огнени стихии се справуваат институциите? Во живо ја прашувам Габриела Лескова. Според последниот пресек на Центарот за управување со кризи, во моментов има 5 активни пожари, а 2 се под контрола. Во моментов најкритично е кај Македонски Брод, кај местност Видош. Зошто го велам ова, бидејќи станува збор за пожар кој што се протега со денови и кој што е на Карпес предел, што дефинитивно им отежнува работата на пожарникарите. Токму на ова место гори ниска шума и грмушки. Понатаму имаме една сериозна состојба во општина Студеничани, кај селото Рамни Габер. Токму на ова место интервенираат скопските пожарникари. Не е зафалење ниту состојбата во Велес, каде што пожарот кој што започна во селото Сълп веќе навлезе со неговиот потек во општина Зелениково. Според информациите на Центарот за управување со кризи, активен е пожарот и кај општина Јагуновце, а исто така има еден активен пожар во општина Штип. Под контрола се држат пожарите кои што се наоѓаат во Кратово и во Делчево, но овде станува збор за депонии кои што горат. Како се интервенира на терен на најкритичните точки, да слушнеме од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот кој што повеќе денови се одвива на територијата на општина Македонски Брод, во атарот на село Драгов Дол, значително е намален благодарение на модулот на ДЗС, благодарение на полицискиот хеликоптер кој што вчера цел ден работеше, но и 3 ТР трактори. Повеќе негови краци се успешно изгаснати, останува само еден дел на Карпес терен, каде што е исклучително ризично и тешко да се движат луѓе, но јас сум оптимист дека набрзо овој пожар ќе биде целосно изгаснат. Ниту едно населено место не е загрозено. На територијата на општина Велес, пожарот кој што започна во атарот на село Слъп, веќе е проширен, односно се движи во насока на Зелениково, навлезене на територијата на општина Зелениково и тоа во атарот на селата Добрино и Тисовица. Примерна цел на велешките пожарникари е обезбедување на овие села. Утрово добив одни фотографии и видеа како ползат ни густите трњи и грмушки да се пробијат и да направат одбрана на овие села. Габриела, какви се причини има за волку бројни пожари? Најчестата причина поради која избавнуваат пожарите и оваа година е човечкиот фактор и покрај многобројните апели од надлежните власти кои што велат особено граѓаните да бидат внимателни при престој движење во природа, сепак има одредена група на граѓани кои што се несовесни. Токму за ваква постапка на несовесни граѓани денеска обелодени и директорот Стојанчо Ангелов, кој што каже дека при неговата денешна обиколка кај пожарот во Македонски Брод покрај реката Треска нашол скара практично во близина на Гранки. Оваа комбинација на вистина катастрофална и начин на кој што може да започне пожар. Токму за овој случај, меѓутоа и запело да слушнеме во продолжение. Секојдневно повикувам, секојдневно предупредувам, секојдневно молам. Ги молам граѓаните да бидат внимателни со своето поведение, да не предизвикат пожар. Секој ден нагласувам дека е доволна само искра
да настане вистинска катастрофа. Овде покрај реката Треска, во нејзина непосредна близина, гледаме огниште за скара. Погледнете го ова. Погледнете, а ова сува трева. Погледнете. Погледнете го овој куп суви гранки, кои што директно водат во блиската шума. Ова е рецепт за катастрофа. Дали треба да се запали ова приубава шума за некој да му проработи совеста? Ова е крајно несовесно однесување, крајно сум разочаран на сите повици кои што ги упатуваме. Затоа уште еднашка ве молам, не палете оган во текот на летото. Да, за крај само да сумирам дека имаме 5 активни пожари, 2 се под контрола. Ситуацијата се менува од минута во минута, меѓутоа топлото време дефинитивно не е на страната на пожарникарите со оглед на тоа дека од УХМР најавуваат дека високите температури ќе продолжат и во наредните денови. Повеќе детали во вестите во 19. Валентин? Да, Габриела Лескова со последната информација околу пожарите низ Македонија. Трет починат од западнонилска треска. 6 мина се во критична состојба. Починатиот е на возраст од 61 година, имал бројни коморбидитети. Министер за здравство Клековски најави интензивно терестрично прскање против комарците, посебно каде има застоена вода. 61 годишен жител на Драчево викендот починал од компликации од западнонилска треска на инфективна. Ова е трет смртен случај за една недела од вирусната инфекција која ја пренесуваат комарците. Досега вирусот лабораториски е потврден кај 35 лица, а за 3 случаи се чекаат резултатите. На клиниката за инфективни болести на болничко лекување во моментот има 16 пациенти со воспаление на мозокот, а 6 мина се во критична состојба на интензивна нега. Во тешка клиничка слика пациенти кои се 6 на број се лекуваат во оделот за интензивна нега, се на возрастна група над 60, но кај инфицирани пациенти со невроинвазивна форма, најмладиот пациент е 25 годишен. Да, хоспитализира. Но е во стабилна здравствена состојба и е во оделот за невроинфекции. Министерот за здравство информираше дека биле известени сите инфективни оделенија и матични лекари за рано препознавање на симптомите и соодветно лекување на пациентите. По состанокот со представници на надлежните институции, Клековски најави дека периодов фокус ќе биде ставен на прскање против комарци од земја во регионите каде има случаи со западнонилска треска. Тој посочи дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат денови веќе излезе со извештај од контролите, дали општините годинава ја извршиле задолжителната дезинсекција. Во моментот можам да кажам дека единствено каде што не е прскано Студеничани. А најмногу прскање има во Илинден. Има 3 лавицидни земјани, 3 адултни земјани. Сите средства употребени за споредување на прскањето за комарци се од листата на Светска здравствена организација на одобрени средства за прскање. Од опозицијската СДСМ преку соопштение реагираа дека прскањето против комарци е задоцнето. Здравствените власти повикаа на поголема лична заштита на граѓаните и да не чуваат застоена вода во близина на домовите, бидејќи екот на епидемијата се очекува до крајот на месецот и во септември. Надлежните апелираат и сите кои ќе забележат угината птица во близина на мочуриште да пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи дури 250 видови на птици, меѓу кои и гавраните, се резервоар на западнонилскиот вирус. Александар Динев, Сител телевизија. Извештајот за квалитетот и безбедноста на водата треба да го објават гостиварските локални власти и локалното предпријатие Комуналец, изјави министерот за здравство по повиците од опозицијата, но и од премиерот Мицкоски. Додека од СДСМ секојдневно инсистираат да не се кријат од владеачката партија, им возвратија дека шират страв, паника и дезинформации, не само за Гостивар, туку и за водата во Скопје. Резултатите за водата во Гостивар треба да ги објави Гостиварски комуналец и општината, а Министерството за здравство ќе ги објави епидемиолошките резултати. Колку точно имало заболени како последица од епидемијата во Гостивар, нивните симптоми, кој и како постапил во справувањето со кризата.
самите резултати од испитувањето на водата се собственост на јавното комунално претпријатие Гостивар и на градот Гостивар. Оно што Министерството ќе го објави е резултатите што бе релевантни за епидемијата, а тоа е од 1 јануари 26 година до врвот на епидемијата. Откако во петокот се тргна забраната за водата во Гостивар и надлежните соопштија дека е безбедно да се пие, од опозицијската СДСМ секојдневно инсистираат да не се кријат резултатите и јавно да се објават анализите дека водата е чиста. Прашањето е зошто се крие официјален документ за водата во Гостивар? Зошто не се објавува? Бадиела се повиците на Мицковски кога не се објавува и се крие од луѓето. А знаеме криењето на резултат до каква катастрофа доведе. Од ВМРО ДПМН им возвратија и денеска на СДСМ дека само шират страв, паника и дезинформации. Кога завршила кризата со водата во Гостивар, ширеле лаги дека и водата во Скопје е небезбедна за пиење. За Гостивар, последните испитувања покажаа дека водата повторно е безбедна за пиење. Наместо овие информации да бидат поздравени, СДС продолжува со обиди да создава сомнеш. Прашањето е едноставно, а тоа е зошто на СДС му пречи кога институциите ќе покажат дека системот функционира и дека проблемот е решен. За водата во Скопје, министерот за здравство верува дека е чиста, бидејќи во спротивно, инфективната клиника ќе била полна со пациенти, а директорот немало да седи со него на пресконференција. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Нов драстичен скок на цените на горивата. Од полноќ цената на дизелот се зголемува за 6,5 денари, а на бензините за 4,5 денари за литар. Сточарите бараат итна реакција за сузбивање на штетите од овчата сипаница. АХВ смирува. Набавени 500.000 дози вакцина, кои ќе пристигнат деновиве. Нов драстичен скок на цените на горивата. Од полноќ дизелот неговата цена се зголемува за 6,5 денари, а на бензините за 4,5 денари по литар. И на светските берзи цената на нафтата е во постојан пораст. Барел се продава за околу $90. Иако побарувачката на нафта во вториот квартал е намалена, залихите постепено се топат. Ако неизвестноста продолжи во следните 5 до 6 месеци, ќе дојде до значително исцрпување на залихите, а со тоа и до скок на цената на нафтата, велат аналитичарите. Значително поскапување на горивата од полноќ, бензините за 4,5, дизелот за 6,5 денари по литар. Регулаторната комисија одлучи новата цена на дизелот да изнесува 98 денари, на Евросупер 95 октани 91,5 денари, додека на 98-цата 93,5 денари. Зголемената цена се должи на растот на цените на нафтата на светските берзи, како и понискиот курс на денарот во однос на доларот. Овие цени се со намалена акциза од 2 денари за бензините и 4 за дизелот. Поскапувањето во просек е за околу 5%. На светските берзи пак, цената и натаму е во пораст. Барел се продава за околу $90. Аналитичарите очекуваат оваа недела растот да продолжи, но без поголеми осцилации. I would say, overall, if you say the spikes which we are seeing in the market, they have kind of, subsided in the sense the novelty factor of this particular event is going down. In a way, if you remember when it first started, we saw an immediate spike, going towards more than, $120 per barrel. But now with this, many rounds of escalation, de-escalation, people have got, kind of used to, these news, and they're more pegging these numbers to the fundamentals and not so much to the market sentiment. So the market sentiment part of the overall price has reduced over time. Иако побарувачката на нафта во вториот квартал е намалена, залихите постепено се топат. Ако неизвестноста продолжи во следните 5-6 месеци, ќе дојде до значително исцрпување на залихите, а со тоа и скок на цената. That's a point when the market will start panicking. The prices have to increase to bring the demand in balance. So if the supply can't be resolved, then the other part of the equation is demand, and we expect prices rising to a point where countries, economies will start taking a hit on their economic growth and the demand. Во меѓувреме заглавија преговорите за крај на војната, а американскиот претседател Трамп не отстапува од идејата Иран да нема нуклеарно оружје. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Сточарите бараат итна реакција од владата за справување со последиците од овчите цепаници, кои продолжуваат да се шират и да го уништуваат овчарството. До сега се уништени речиси 10.000 грла од вкупниот фонд од 300.000 овци. Од АХВ смируваат. Обезбедена е донација од 500.000 вакцини, кои се безбедни, кои одговараат и која треба да пристигне деновиве од Турција. Од Министерството предупредуваат овчарите да не набавуваат вакцина на собствен трошок и без претходно одобрение од агенцијата, оти нема да имаат право на компензација за заболените и уништени грла. Сипаниците кај овците продолжуваат да се шират, а сточарите бараат итна реакција од државата. Од Сојузот на одгледувачи на овци велат дека досега се уништени околу 50 стада, односно меѓу 7.000 и 10.000 грла. Секој ден има убиени овци, секој ден се уништат големи стади. Бараме од влада за што побрзо да најдат решение со ова болеста, да набават вакцина и таа вакцина да се испита дали е конкретна за ова болеста. Неизвестноста ги тера дел од сточарите сами да бараат решение. Джема или вели дека има одгледувачи кои приватно набавуваат вакцини. Па ги носат сами, се организираат сточарите. И ова е некој проблем, понатаму ќе ни биде проблем, пошто не се советни сточарите што последици има од тоа. Затоа треба ветеринарните станици да ги советат, да излагат јавно и да кажат што понатаму. Сточарите да не набавуваат вакцини сами, вели директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Обезбедена била донација од Турција и вакцини ќе стигнале деновиве. Ние веќе пративме допис уште претходнава недела во соработка со турскава амбасада, тоа што една од вакцините кои што е безбедна и одговара, очекуваме 500.000 вакцини да бидат стигнати. Од Министерството за земјоделие пак појаснуваат дека самостојното набавување и применување вакцина на сопствен трошок и без претходно одобрение од агенцијата ќе биде санкционирано согласно важечките прописи. Во таков случај сопственикот нема да има право на компензација за заболените животни, ниту на обештетување за животните одземени заради сузбивање и искоренување на болеста. Покрај вакцинацијата, сточарите бараат и реално обештетување за уништените стада. Што правиме со расните овци, кои што пазарната цена им е 5 пати повисока од она што они ќе придонесат како обештетување. И каде се делот од субвенции, тие овци не ги изгубиле они од што сакале, се случила болеста, дали ќе земат субвенции за оваа година. Уништувањето на стадата не е решение, велат сточарите, бидејќи од овците живеат со генерации. Да станеш ти са бајле од спање и да гледаш цело стадо ти е болно, што живееш од тие и да не знаеш што да правиш, ово е нешто жално. Ние живееме од тие овци, да речеме јас од мајка ми, од татко ми, до сега сме со тие овци. И сега решението да биде да ни ги убијат, тоа не е решение. За нас тоа не е решение, тоа е за нас, не знам како да кажам, тоа е катастрофа за нас. Решение ни нудат нас дека ќе ни се убијат овците. Па ние од тие овци живееме цела фамилија. Што ќе правиме ние? И да ни ги обештетат за ова, за срамотни, за 100 денара по кило. Инакува Македонија има околу 300.000 овци. Мартин Арсов, Сител телевизија. Какви резултати ќе покаже пописот во Австралија? Дали е можно македонците во оваа земја да надминат 200.000 иселеници? Што се очекува да покаже новиот регистар на диаспората? Докаде е реализирањето на новата национална стратегија? Каков е ставот на диаспората за гласање преку интернет или пошта? Со какви проблеми се соочуваат нашинците ни светот? Тема на денот со директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов. Градежното вештачење и денеска беше на рочиштето на судењето за трагедијата во Кочанската дискотека Пулс. Според градежните вештаци, објектот имал околу 472 квадратни метри и требало да биде категоризиран како диско клуб, а не кабаре. Објектот не имал доволно излези, односно имал 0 прописни излези за евакуација. Проблемите не биле создадени само во текот на ноќта на пожарот, туку се таложеле со години, уште од пренамената од магазин во угостителски локал. Објектот на дискотеката Пулс немал ниту еден прописен излез за евакуација.
Ова е еден од клучните наводи на градежното вештачење презентирано на денешното судење. Градежниот вештак Маријана Лазаревска објасни дека објектот имал околу 470 квадратни метри и дека според површината, внатрешната организација и опремата требало да биде категоризиран како диско клуб, а не кабаре. Максималниот дозволен број гости бил 360, а ноќта кога се случил пожарот, во објектот имало над 600 луѓе. Сериозен пропуст, кога во објектот имало над 600 посетители, согласно минимално-техничките услови и правилникот за заштита од пожари, објектот немал доволно излези, односно имал 0 прописни излези за евакуација. Според вештачењето, освен главната, објектот имал уште 2 врати, но тие не можеле да се сметаат за функционални излези. Задната врата била заклучена, па посетителите биле насочени кон летечката двокрилна врата. Таа не ги исполнувала условите. Наместо над 4 метри, незината широчина изнесувала помалку од 2 метри. Вештаците велат дека токму таму се создало критичното тесно грло, бидејќи вратата немала доволен капацитет за евакуација на толкав број луѓе. Но според вештачењето проблемите не настанале само во ноќта на пожарот. Тие се таложеле со години, уште од пренамената кога објектот предвиден за магазин прераснал во гостителски локал. Во објектот биле изведени челични конструкции, преградни ѕидови, шанкови, сепареи и други интервенции. За нив, како што посочи Лазаревска, немало соодветна проектна документација, стручен надзор и контрола на квалитетот. Сите тие зафати биле изведени на диво, без проект, без стручна лиценцирана фирма, без надзор, без проверка на квалитет, без анализа од архитекти и градежни инженери. Градежното вештачење анализирало и документација од обвинетата фирма Венци Проект за пренамена на магазинот во гостителски локал. Планот не предвидувал поставување сундер над бината, а според вештаците токму од него започнал пожарот. Неговото горење, како што објаснуваат експертите, е брзо, создава капки и ослободува отровни гасови. Родителите на загинатите велат дека градежното вештачење ги открило сите институционални пропусти. Клопчето се размотува, а одговорноста се повеќе се зацврстува. По 17 месеци болка и борба за вистината, слушајќи го градежното вештачење и сведочењето на вештаците, ние родителите и семејствата на починатите млади лица, денес уште појасно ги гледаме сите пропусти и сите непостапувања што со години се таложеле. За пожарот во Пулс обвинети се 34 лица и 3 фирми. Одговараат за тешки дела против општата сигурност. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Сојузот на борци од Тетово бара од листата на нови имиња на општинските улици да биде тргнато името на Фадил Сулејмани, поранешен ректор на Тетовскиот универзитет, поради неговото негирање на македонскиот народ и македонската држава. Во исечок од Вестник од Сојузот пренесуваат изјава на Сулејмани дека во Македонија нема македонци, тие се бугари, а таа е вештачка држава. По 100-200 години македонскиот јазик може да биде формиран како јазик, но сега е дијалект на бугарскиот, велел Сулејмани. Сојузот на борци од Тетово бара итно повлекување на предлогот една од градските улици да го носи името на Фадил Сулејмани поради неговите поранешни јавни изјави во кои тврдел дека македонците се бугари, а Македонија е вештачка држава. Неговото име се најде на листата од 145 нови предлог имиња за тетовските улици. Од Сојузот излегоа со остар протест, истакнувајќи дека е целосно недозволиво и спротивно на законот улица да добие име по човек кој отворено ја негирал македонската нација и јазик. Лицето Фадил Сулејмани имал јасно изразени антимакедонски ставови. Сметал дека македонците се бугари, а Македонија дека е вештачка држава. Да именувате улица со име на човек кој го негира постоењето на државата и посебноста на народот е чин против државата без преседан во светот. Тие подсетуваат на архивски напис од 2000 година во кој се пренесени негови изјави за Софиски монитор. Во тоа интервју Сулејмани тврдел дека македонскиот јазик е само дијалект на бугарскиот и дека македонците со децении ги спроведувале хегемонистичките политики на сметка на албанците. Во Македонија нема македонци, тие се бугари, а таа е вештачка држава. По 100-200 години македонскиот јазик може да биде формиран како јазик, но сега е дијалект на бугарскиот, вели во интервјуто Сулејмани за Монитор. Борците сметаат дека ваквиот предлог улица во Тетово да го носи неговото име ги навредува чувствата на граѓаните и директно ги нарушува меѓунационалните односи. Тие јавно ги повика и членовите македонци во општинската работна група веднаш да се повлечат и да не го легитимираат овој за нив штетен процес.
Инаку Уставниот суд на 17 јуни годинава ја укина одлуката за промена на имињата на улици, плоштади и инфраструктурни објекти на општина Тетово од 2007 година, бидејќи била донесена во спротивно со законот и уставот. Судот утврди дека општина Тетово ниту побарала, ниту добила задолжителна претходна согласност од владата, со што го прекршила законскиот услов и начелото на владење на правото. По неколкукратни неуспешни барања до општината и владата да достават таков документ, Уставниот суд и укина одлуката. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Во касарната Јане Сандански во Штип денеска беа одбележани 34 години од формирањето на АРАМа. Во пресрет на 18 август, денот на армијата, на свеченоста беше истакнато историското значење на 18 август 1943 година, кога на падините на Славеј планина бил формиран баталјонот Мирча Ацев, првата организирана војна единица на македонската војска. Во Штипската касарна Јане Сандански одбележени 34 години од формирањето на македонската армија. Свеченоста беше посветена на воената традиција, но и на развојот на армијата од осамостојувањето до денес. Гордост е да се биде припадник на армијата, чии корени длабоко се впротегаат во историјата на македонскиот народ. Патот кон создавањето на македонската армија е нераскинливо поврзан со стремежите и делата на нашите претходници и великани од пред Илинденскиот и Илинденскиот период, на борците од Народно-ослободителната борба на Македонија, кои со одлуките на Аснум ги удрија темелите на современата македонска држава. По осамостојувањето, армијата постепено се трансформира од регрутен состав во професионална и современа воена сила, а од 2020 година е дел од НАТО алијансата. Членството во НАТО донесе нови обврски, но и можности за развој на армиските капацитети. Армијата стана дел од најмоќниот колективен безбедносен систем, преземајќи нови одговорности и обврски, кои од нас бараат високо ниво на професионализам, интероперабилност и подготвеност, но и тварајќи нови можности за развој на своите способности. Припадниците на армијата досега учествувале во повеќе меѓународни мисии, но и во помош на населението при природни непогоди и пожари. Учествува во гасењето на пожарите на повеќе од 30 локации низ територијата на државата и дава свој придонес во поддршката на институциите на исправувањето со последиците од трагичниот пожар во Кочани. Стоев порача дека најголемата сила на армијата остануваат професионалните, обучени и мотивирани припадници, кои мора да бидат подготвени за новите задачи и предизвици. За Сител, Траје Ристовски. Од 20 до 30 август општина Карпош ке пулсира во ритамот на културата, уметноста и музиката. Локалната власт најавува богата програма исполнета со настапи на македонски музички звезди, филмски проекции и културни манифестации. Меѓу изведувачите кои ќе настапат се Игор Џамбазов, Александар Тарабунов и други. Ми е чест што седам на оваа маса со вакви артисти околу мене и сум презадоволен од изборот на тимот кој работеше на програмата на Карпошово лето. Воедно идем си заблагодарам на моите соработници кои направија чинам одличен избор. Карпош заслужува вакви артисти, заслужува ваква сцена. Се надевам дека ќе оправдаме и довербата на граѓаните. Овие 10 дена официјално, а веќе утре неофицијално имаме дел од програмата, дека ќе уживаат сите. Во понеделник на 24 ќе бидеме, како што рековме, јас, Александар, Маријана и Росана. Маријана ја ќе каже нешто и Александар, да не кажувам се. Така да ова обично правиме некојаш нешто за Скопјани, ова убав повод е ова. Баш и добро што е во Карпошово лето да направиме нешто што ќе можат и Скопјани да видат. Две лица загинаа, неколку други беа повредени додека пожар брзо се ширил низ грчкиот остров Саламина, западно од Атина. Пожарникарите пронајдоа две тела во близина на областа Перистерија, а 5 лица се повредени и пренесени во болница. Тоа е апсолутна опустошување, изјавија локалните жители. Вкупно 502 лица се евакуирани од крајбрежните области и префрлени на 4 патнички фериботи, верат властите. Главниот преговарач на Иран и председател на парламентот Мохамед Бакер Калибаф во неделата изјави дека САД и Израел не успеале да постигнат